13 литри дожд на метар квадратен наврнаа вчера во Тетово. Иако интензивни, врнежите не предизвикаа посериозни последици. Граѓаните немаат пријавено штети. Пред регионалниот центар за управување со кризи од Тетово нема извештаи за пријавени штети по вчерашното невреме. Штети нема ни на гостиварското подрачје, информираат од овој центар за управување со кризи. После почнувањето на врнежите, стално бевме во контакт со одговорните лица и од трите општини што ги покрива подрачното одделение на дирекција за заштита и спасување Гостивар, тоа со одговорното лице од Брапчиште, од локалната самоуправа Маврово, Ростуше и локалната од Гостивар. И бевме информирани дека кај нив нема никаква дојава за некоја настаната штета од врнежите. Исто така, во контакт бевме и со Центарот за известување за управување со кризи, кај што по правило, по некое законско правило, сите информации од настанати штети или настанати некои природни непогоди и други сообраќајни несречи, дојавата е прво во Центарот за управување со кризи и после тие ги проследуваат до надлежните субјекти. Така да од вчерашните врнежи во регион Гостивар немаме пријава за никаква материјална штета. Врнежи и грмежи може да очекуваме и денеска и утре, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Денес и утре, ние очекуваме некои промени на временската состојба. Во текот на попладневните часови, ќе биде нестабилно во цела ова земја, на повеќе места со пороен дожд, со грмежи, со засилен ветер, а денес локално се можни пообилни врнежи, особено во западните делови. Тука спаѓа и Полошкиот регион, вклучувајќи го и Тетово, така што во текот на попладнето можеби повеќе и доцна попладне, ќе има пообилни врнежи од дожд. Температурата во Тетово денес па и утре слична, некаде околу 28 степени. Потоа од сабота ќе следи постепена стабилизација на временската состојба и пораст на температурата. Вчерашните врнежи најголеми штети предизвикаа во Берово, каде наврнаа 67 литри дожд, во Скопје 26, во Тетово 13, а во Пожарене 5 литри на метар квадратен.